Секоја година на 9 октомври се одбележува Светскиот ден на поштите и секако целта на овој ден е да се подигне јавната свест за улогата на поштенскиот сектор во секојдневниот живот на луѓето и бизнисите, но и генерално за неговиот придонес за општествениот и економскиот развој на земјата. Како се унапредува поштенската услуга во нашава држава, дознаваме во разговорот со Бујаре Абази, генерална директорка на Пошти на Република Северна Македонија. Добар ден. Добар ден. Честитки за денешниот ден. Благодарам. Секоја година го прославувате, па убаво еве да кажеме за нашите гледачи која ќе биде темата на одбележување на Светскиот ден на поштите оваа година. Обично како традиција беше да се даде тема од Светскиот поштенски сојуз и врз основа на таквите теми да се дадат како конкурс пишување на есеи на сите деца или на сите тие што сметаат дека може да го напишат најубавото писмо. Формираната комисија од членови на нашиот сектор, значи од Македонска пошта, обично обираа и се имаа награди прва, втора, трета, зависно од кој бил најубаво писмо. Меѓутоа морам да кажам дека трендот на пишување на писма опаѓа, така да веќе не гледаме за жал, не гледаме некоја заинтересираност од страна на младите, бидејќи со развивање на технологиите, пораките побрзо стигнуваат со пишување по телефони, така да лека по лека се напушта овој начин на праќање на писми и пишување есеи. За жал рековме затоа што писмото никогаш не може да ја изгуби својата вредност и секако останува во траен спомен и трајно сеќавање она што ќе го напишете преку писмо, меѓутоа ете модерната технологија го зема својот замав, па секако си го прави своето и ги заменува старите начини на функционирање. Имплементацијата на светските трендови во поштенските услуги, дигитализацијата, развојот на нови производи и услуги, како и навремена и сигурна достава се вашите приоритети. Успевате ли да ги реализирате овие приоритети? Бидејќи сум кратко време на оваа позиција, мојот фокус беше на стабилизирање, на финансиска консолидација на фирмата, меѓутоа секако тоа не значи дека треба да ги оставиме другите сфери, ако можам така да кажам, неразвиени. Во случајов работиме со Министерството за информатичко општество, една точка за сите, значи преку наши шалтери да може да се обезбедат услуги за граѓаните, од причина, бидејќи како компанија имаме најголем број на единици, односно најголем број на пристапни точки, ако така можам да ги кажам, тоа значи дека може да ги искористиме за граѓаните да добиват и други услуги сем тоа што моментално го работиме. Значи работиме на тој дел, меѓутоа работиме и на анализирање на кои видови од услугите реално каде расте и каде има поголема потреба да се концентрираме и каде ни опаѓа за да нели се прегрупираме од едниот дел во другиот. Сега од 24 до 26 во Амстердам ќе се одржи Постекспо и мислам дека ќе биде една добра шанса да се види каде се другите поштански оператори со оглед на тоа дека 192 оператори се членки на Светскиот поштенски сојуз, исто колку што се иземи во Обединетите нации, ќе биде добро да се види и да се компарира реално да се каде сме ние, каде се многу развиените земји, каде се тие што се помалку развиени, како они дошле до тој пат, не мора да ги повторуваме истите грешки, така да мислам дека ќе имаме појасна слика во однос на тоа што и кој ќе биде приоритетот на инвестиции во Македонска пошта. За да ги реализирате и приоритетите, треба да ги имате и податоците кои услуги најмногу се користат од страна и на граѓаните, на институциите и на бизнис секторот, за да можете кон таму да се насочите. Можеме ли накратко да кажеме кои услуги се најбарани? Па, ако се гледат анализите, гледаме дека поштенските услуги, се уште пратките, ЕМС пратките, бизнис пратките, се уште они влечат некаде 84% од нашите приходи, значи влегуваат токму од тие услуги, додека банкарските, кои ги работиме за одредена банка, значи преку наши услуги, растат меѓутоа незначително, тука се тие некаде 13-14%.
Во посебно поштенските услуги, помеѓу писмата обични, повеќе сега растат број на ЕМС пратки, значи на брзите пратки. Морам да спомнам дека ние добивме и награда како пошта што најекспедитивно и најточно ги носи пратките, и бизнис пратките, тоест тие пратки кои се нарачуваат преку онлайн од страна на граѓаните. Брзината на доставата на поштенските пратки е основа на дефинирање на квалитетот на обезбедување на поштенски услуги, а од друга страна пак и сигурноста пратката што сте испратиле дека сигурно ќе стигне на саканата дестинација. Дали граѓаните се задоволни од поштенските услуги и имаат ли некакви жалби и поплаки кон кои што треба да се стремите да ги поправите? Македонска пошта посебно е голема компанија, голем систем, каде што промените малку по динамиката полека се движат. Меѓутоа, мислам дека како што поминува времето, граѓаните почнуваат да ја враќаат довербата во нас. Не мислам дека сите се задоволни, не мислам дека немаат поплаки. Меѓутоа, верувајте дека на секоја нивно јавување или секоја нивна поплака кај нас институционално се решава, така да нема ситуација да вас ви се изгуби пратката или задоцни, а да ние не сносиме одговорност како оператор. Мислам дека тоа на некој начин им влева сигурност, дека преку пошта е најдобро и најсигурно да се користат услугите било кои и дека полека како што поминува времето ги враќаме. Барем со глед на бројките што ги гледам, бројот дали на пензионери што ни бе отидени со затварање на Евростандард банката, бројот на платниот промет секој ден се повеќе расте, не со некој раст на кој ние би посакале, меѓутоа сепак доволен показател дека ни се враќаат. Имаше еден период кога граѓаните не беа задоволни од ненавременото доставување на сметките од одредени институции. Дали го саниравте овој проблем или не зависи секогаш од вас? Не секогаш зависи од нас. Согласно законот и граѓаните мора да си имат сандачиња, значи да си имат обележени адреси. Гледате и сами дека пречесто се менуваат имиња на улици и верувајте на некои, бидејќи многу ни заминуваат и нововработените малку потешко се снаоѓаат, бидејќи поштенската е сложена како работа, секое писмо аменет е, така да во секое писмо може да содржината реално има својата тежина, а да поштарот апсолутно нема информација ниту знае. Така да не дека немаме проблеми и не дека сме само ние криви. Некојаш се случува и самата организација, нашата организација, реално како граѓани зборам, си има недостатоци кои би требало да се санираат и да имаме точни адреси, да имаме поштенски сандачиња и така натака и така натака. Да бидеме попрецизни за граѓаните, сигурно дека ќе ги интересира. Многу пати сме се соочиле во нашето поштенско сандаче, освен нашата сметка, да најдеме сметки со имиња на други граѓани кои што не живеат во нашата околина или можеби се тука некаде блиску низ соседните улици и квартови. Што во тој случај има задача вашиот работник кој што ја разнесува поштата? Дали треба сите да ги става, ако не може да се снајде, или треба да ги врати кај вас, па потоа да се обезбеди точната адреса? Се случува и тоа, да бидеме искрени. Се случува. Ние бројот на поштари негдека 183, бидејќи секој ден се менува, ви кажав, некои се пензионираат, некои напуштаат, други даваме договори, нови вработувања реално. Може да се случи, затоа ви кажав, секоја ваша поплака, ние сме добро организиран систем, секогаш ќе има адреса кај да се пожалат граѓаните, кому да се пожалат и на што да се пожалат, да се разговара со поштарот и да се види причината зашто тоа така се случува. Не викам дека не правиме грешки, меѓутоа во моментот додека не изградиме систем каде што нема да се ослониме на субјективното колку поштарот е носи или неќе или кај него грешката и кои се другите грешки, мора да поставиме систем кој би функционирал без разлика поштарот дали е желен да работи тој ден или не е расположен.
Рековте дека разбинувате искуства со земјите каде што успешно функционира поштенската дејност. Колку успеваме да се доближиме до тие напредни функционирање на поштенските услуги во земјите каде што тоа успешно го прават? Имаме ли многу пред нас за работа? Имаме многу работа, бидејќи не се инвестирало реално во пошта, нема никаква инвестиција, ни во ситуација на сортинг машина, делење на пратки, ни во ситуација на нови софтвери, значи брзина во преработки на податоци и така натака. Дури со жалење кажувам, немаме ни униформи за поштарите, што е, мислам, крајно разочарувачки, бидејќи вие како граѓани не може да отворите врата на некој што не го познавате и кој нема униформа и реално немате информација кој ви е на врата и зашто е дојден. Така да има простор за работа, тимот е желен да работи, имаме поставени приоритети, се консолидираме. Еве можам да се пофалам дека разликата меѓу 6 месеци од 2022 и 2023 е некаде 97 милиони помалку загуба. Значи, ако беше минус 146 милиони 2022, сега е минус 49 милиони. Таа мислам дека е податок за поздравување. Имаме исто така 212 милиони отплатени долгови од претходните менаџери, така да полека доаѓаме до некоја консолидација, која во моментот вас реално ви остава простор, ако вас вработените ги обезбедите со плата на точно време, кога им следува и со износот со кој си имате договори, тогаш е лесно вие да си ги направите приоритетите и да се движите кон нив. А со самото инвестирање, фактички таа инвестиција ви се враќа во иднина. Така да тоа не значи некој трошок, тоа значи реално враќање на приходот и зголемување на приходот. Меѓутоа, во оваа ситуација во која јас дојдов и до сега, беше многу тешко така да се размисли. Се надевам до крајот на годината сме обезбедени од аспект на средствата, што се однесува до плати и нашите долгови кон другите клиенти, а после нова година и ќе почнеме со инвестиции. Кога сте реални за проблемите и потребите, секако се стремите кон реализирање на идните планови и проекти за унапредување на работата, а мораме да кажеме и покрај различните можности за користење на поштенски услуги, се уште голем дел од граѓаните во нашата земја ја даваат својата доверба на пошта на Република Северна Македонија, без разлика дали станува збор за доставување на пакети, писма или обезбедување на финансии, социјални и здравствени услуги или пак хуманитарна помош. Поштите секако се насочени кон одржлива и сигурна достава. Која ќе биде вашата порака еве на овој светски ден на поштите за нашите гледачи? Па ги повикувам сите граѓани да ни се вратат, да ни дадат шанса на сите тие што некогаш отидоа по банките од објективни причини, бидејќи се сменија некои работи во самата држава и со тоа реално и ние останавме без нашите клиенти, така да ни се вратат и да ни дадат можност реално тоа што ние го зацртавме, да бидеме сигурни и брзи, да го испорачаме и на некој начин да се вратиме на тој сјајот на некогашната пошта, да реално поштата соодействува со државата. Значи, нивото на поштата некојаш беше токму тоа, како изгледаше државата, така изгледаше поштата. На жалост, не ќе да мислам дека е сега така, меѓутоа, еве има простор за подобрување, па и двете да идат паралелно, добро ќе беше. Во тоа што денеска го кажавте, јас видов и искреност, но и подготвеност, нели, да се променат некои работи кон подобро. Ви посакувам многу успех во работата во иднина и се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика со нови моменти околу вашето работење. Благодарам на можноста да се обратам на граѓаните и да ги повикам да ме поддржат. Ми беше задоволство.